Во рамките на Машинскиот факултет во Скопје веќе имаме учество во европски проект кој што се однесува на имплементирање на електрични возила не само во Република Македонија, туку и во целиот регион. И мислам и согласно истражувањето кои што досега беа направени во рамките на една докторска дисертација, се покажа дека во Македонија навистина има потреба од што поскоро воведување на електрични возила од аспект на заштита на животна средина. Едниот сегмент е воведувањето на електричните возила, другиот сегмент од истражувањето кои што досега ги правевме истовремено и во делот на поставување на плински уреди, односно замена на бензинските мотори со уреди кои што ќе бидат на плин. Се разбира дека сето тоа е неопходно заради повеќе сегменти. Прво од општествено-економски и социјален аспект, меѓутоа она кое што е многу важно за да имаме одржлив развој на Република Македонија, неопходно е посебно внимание да се посвети на делот на воведување и на електрични возила. Се разбира, тука спаѓаат не само лесните возила, туку и она што значат за транспорт, како и воведување на други мерки кои што представуваат мерки за заштита на животна средина и одржлив развој на републиката. Така да сметам дека и граѓаните треба што е можно повеќе да се посветат на дали замена на тековните возила, бензински мотори со плински уреди или пак да ги искористат субвенциите кои што ќе бидат дадени за да може да купат електрични возила. Инаку секоја од државите различни истражувањето тоа го покажа, различни типови на субвенции воведуваат. Се разбира најголемиот дел од нив е делот на намалување на цената на чинење за да станат поатрактивни за купувачите и оние дополнителни мерки кои што се посебни ленти за возење, посебни паркинг места кои што се обезбедуваат, посебни места за полнење на електричните возила, бидејќи сепак нели заради цената на чинење мора да се има одреден пристап и од она што значи управување, односно влада, за да може да станат граѓаните едноставно да се привлечат и да ги купат возилата и едноставно да помогнат собствената средина да направат уште подобро за живење, поздрав за живење, бидејќи видовме што се случуваше во изминатиот период со PM10 частичките и сепак здравјето е пред се за граѓаните и мислам дека вакви мерки навистина треба да бидат прифатени и треба да бидат преземени.